Како претходните два, така и последниот ден од првиот уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев ги исполни очекувањата на раководството. До денес до 11 часот својата иднина на Штипскиот универзитет ја препознале околу 1600 идни студенти. До крај на денот ќе имаме званични информации, рангирањето ќе биде направено некаде во подоцнешните вечерни часови, бидејќи треба ова е последно рангирање, по основ на кое што после завршените приемни испити на трите академии во вторник, кандидатите кои што веројатно почувствувале дека може би се обесправени или сметаат дека има некоја техничка грешка направена, дека ќе поднесуваат пријави, односно приговори. Така да веројатно некаде до 21 часот максимум ќе ги имаме рангирањата на сите оние кандидати. Проректорката Јаневич Ивановска истакна дека бројката од 1600 студенти или 45% од очекувањата одговара на предвидувањата на факултетите. Факултетот за медицински науки е веќе 70-80% полн, техничките факултети постепено си се полнат. Вториот уписен рок е пријавен пик, да кажам, на студентите од останатите факултети. Мислам дека е веќе објективно, стандардно си оди полека, иако можеби навидом изгледа се чувствува дека како да нема никој. Меѓутоа студентите веќе научија дека гужвата не значи дека и ќе се запишат или нема да се запишат, а на комисиите им дава на некој начин поголема можност на секој кандидат внимателно да му објаснат и да му дадат одговор за се што ги интересира. По секој случај, како што спомена проректорката Јаневич Ивановска, пораст на оваа прелиминарна бројка се очекува во текот на вториот уписен рок, кој ќе се случи на 24 август, до кога најверојатно од Министерството за образование ќе бидат нострифицирани дипломите на оние кои средното училиште го завршиле во други држави, зашто во неколку наврати беше сугерирано од страна на раководството на Универзитетот Гоце Делчев. Секако предвидени и трет уписен рок, кој ќе се случи на 4 септември. За потсетување, според објавениот конкурс на 12 факултети и 3 академии имаше слободни вкупно 5390 места, од кои 3172 за редовно студирање во државна квота, 1208 за редовно студирање во квотата со кофинансирање и 1010 за вонредно студирање.